Стотини илјади македонци се здобиле со бугарско државјанство во изминатите 1-2 децении. 50.000 косовари со српски пасоши ја преминаа границата на Европската унија со надеж дека ќе станат ситуирани европејци. Стотици илјади африканци и азијци препливаа мориња и океани за да стигнат во развиениот свет. Ваквите секојдневни информации сведочат за големите преселби што им се случуваат на народите на Балканот, но и глобално на земјината топка. Прашањето е кој тука ќе профитира, а кој ќе биде губитник. Едно е сигурно, малите народи и сиромашните земји се во опасност. Ако е логично во авантурата по подобар живот, први да тргнуваат најстручните и најспособните, тогаш токму државите од кои се одлева кадарот за кусо време ќе останат без генератор на развојот. Не е добро, затоа што ние старите останаме сами, а отидува децата. И е вака, води си низ улица како да си изгубен во некој друг град, не си во Кочани. Зашто нема работа? Дали е добро тоа што заминува план? Не е добро. Па добро што најдат работа, а што не најдат, треба да има тука работа, а не во странство. Бројката од 100.000 македонци кои на еден или друг начин се здобиле со бугарски пасоши и се распрскале по светот да бараат поплатена работа и подобар живот, има неколку димензии. Политиката е проявената грижа на бугарските власти за бугарите во Македонија, меѓу кои тие ги сврстуваат оние што имаат бугарско државјанство и во Бугарија потпишале документи дека се бугари. Со заострените закони за добивање државјанство, сега секој македонец кој по секоја цена сака да дојде до бугарска патна исправа, ќе мора да најде барем еден роднин кој има некакво бугарско потекло. Тие што не може да најдат тука по семејните архиви и таваните, изводи на родени, на венчаници и слично, бараат и низ селата и градовите во Бугарија. Не би требало така да работи, да се води още тамо, още на вакви држави, тука кои што ние граничиме многу близко. Има работи кои што многу се критични за секој, а за старите посебно е смртоносно. Од деца немаш млад кадар кој да е дома. Едни и други, и женско или машко, сите се кренале, дали и е толку критично овдека за живење или мислат дека луѓето ќе печалат ако отидат некаде, ќе дојде до голем капитал, па ќе се вратат овдека како и тука што луѓето прават чуда, и ово земат, ќе направиме ние нешто поголемо, а ќе има деца и за вас нешто. Бугарски пасош, Се пишуваат бугари за да работат во странство. се приема Тоа добро за нашите. од македонци бугари ќе биде, не бива да. Не е тоа добро, така? Па не е добро сигурно. Што прави Европа, односно што прават големите и богатите? Прво допуштаат илјадници граѓани илегално или полулегално да влезат во Европската унија, а потоа ги депортираат назад. Но не сите, бидејќи дел се снаоѓаат, а дел објективно им требаат. Од друга страна, и САД и Германија, преку лотарија, конкурси и објавување на дефицитарни професии, широко ги отвараат вратите на лекарите, инженерите, информатичарите и слично, за да го пополнат природниот дефицит од паметни мозоци. Поради сето тоа, ветер во магла се политичките препукувања на домашно ниво околу тоа што направила или не направила власта да ги задржи младите во државата, односно да го спречи заминувањето во развиениот свет. Истиот проблем по распаѓањето на социјалистичкиот блок ги мачи сите земји и народи, кои масовно тргнаа во побогатиот свет во потрага по подобар живот.